Гангрената представува некроза, одумирање на ткивото, најчесто настапува како резултат на сигнификантно критично намалување на циркулацијата на одреденото ткиво или комплетно исклучување на ткивото од циркулација. Најчесто гангрената се развива на долните екстремитети, поточно на стапалата. Во минатото, единствен начин за третман на гангрената било ампутацијата. Во минатото, кога зборам, тоа е блиското минато. Секој пат кога имало гангрена се става знак равенство со ампутација, што значи инвалидитет, што значи намалена работоспособност. Сега во нашата болница, специјалната болница за хируршки болести Филип II, тоа веќе не е така. Значи го бришеме знакот равенство помеѓу гангрената и ампутацијата. Тука третманот на гангрената е комплексен и поразличен од досегашниот пристап. Ризик факторите за појава на гангрена се тие кои што се за атеросклерозата. Тоа се високиот крвен притисок, диабетот, високиот холестерол, пушењето на цигари. Гангрената е компликација на атеросклерозата. Клиничката слика е лесно препознатлива гангрената, пошто ногата, стапалото е значително променето. Бојата на стапалото се променува од ливидна до црна. Гангрената се карактеризира со силна болка. Аналгетиците кои што се сега познати на медицината ретко може да ја купираат болката. Другите карактеристики кои што се во клиничката слика е интензивно непријатен мирис. Кога стигнуваме веќе до третманот на гангрената, треба да се спомене дека тоа е комплексен пристап. Значи не сега гангрена и веднаш ампутација. Напротив, значи имаме оклудиран крвен сад или сигнификантно стенозиран. Тогаш веќе почнуваме, значи се прави во консултација со академик доктор Жан Митрев план за операцијата. Прво е хируршката реваскуларизација на засегнатата артерија. Се прави обработка на раната и се спроведува озон терапија. Значи тоа е новиот момент, озон терапијата во третманот на гангрените. Една од функциите на озон терапијата е смирување на болката која што до тогаш со аналгезија не е можела да се смири. Озон терапијата представува современа, глобално призната како најмојкна благотворна терапија. Озон терапијата ги уништува бактериите, вирусите, габичките, ги инактивира слободните радикали со што се создава многократно поголемо количество на кислород во таа средина кое што го забрзува процесот на зараснување на раните. После неколку сеанси со озон водата се забележува значителен напредок на зараснување на гангренозните промени. Некаде околу 10 до 14 третмани со озон вода веќе се забележува значително подобрување и затварање на гангренозните рани. Значи, во нашата болница имаме искуство со овој вид на терапија и резултатите се охрабрувачки. Значи, нешто кое што трнало да изумира, веќе има можност да се возврати неговата функција. Озон терапијата е една современа терапија, една мојкна терапија која што се гледа голема иднина во оваа терапија.